Во рамките од петото коло во бизнис лигата на Македонија можевме да проследиме 9 надпревари. Ова беше коло во кое беа одиграни надпревари со динамичен фудбал и доста пресврти, преку кои компаниите успеваа да дојдат до победа. Петото коло во бизнис лигата на Македонија го отвори екипите на НЛБ банка и Сава осигурување. Екипата на Сава осигурување уште на самиот старт играше пресинг на гостинската половина, со што успеа да искористи грешка во додавањето на НЛБ банка и во третата минута преку Коста Глигуровски успеа да поведе со 1:0. На идентичен начин НЛБ банка изравне преку Фарук Билјали во 9-та минута. Сепак Глигуровски имаше своја вечер и постигна хетрик, а во листата на стрелците му се приклучи и Данило Апостоловски, а екипата на Сава осигурување дојде до убедлива предност на полувремето 4:1. Екипата на НЛБ банка преку Фарук Билјали го отвори второто полувреме во 24-та минута, со што се обиде да фати резултатски приклучок, но Сава осигурување во своите редови ги имаше Глигуровски и Апостоловски, кои беа голгетерски расположени и ја одведе екипата до убедлива победа од 7:3. Денес имаме за нијанса послаб противник, не беа и комплетни, ги фативме на искуство, на кондицијен план. Тренерот што не ги даде тие задачи, ги исполнивме и со една играност стигнавме лесно до победата. Со ова екипа игравме од нашите соиграчи, не беа дојдени на овој надпревар. Воедно да им честитам јавно, веќе 20 од нив добија деца, така да им честитам со среќа нека име. Така да, тоа да им честитам исто и на екипата на ЈСП, одигра одлично. Ние една да игра немавме, не сме спремни кондицијски, малку, као што рекав, пола екипа играеме. Така да. Вториот надпревар го одигра екипите на Уника и Трансмет. Уника во дуелот со Трансмет влезе ослабена со мал број на играчи во ротација. Во ваква поставеност, екипата на Уника го користеше Арбен Нухиу како голман играч, поради што се чувствуваше празнина во одбраната. Екипата на Трансмет успеа да го искористи тоа, па првото полувреме го доби со 3:1. Стрелци на головите во првото полувреме за Трансмет беа Живко Стојковски и Енис Кендеровиќ, а кај Уника Бенјамин Граинца.
На самиот старт на второто полувреме проработи адреналинот кај двете екипи. Секој дуел беше на рап на прекршок, имаше голем број исклучувања и на двете страни, па поради малиот ростер на играчи во Уника, меча заврши во корист на Трансмет со 5:2. И двата погодока за Уника беа дело на Граинца, додека за Трансмет покрај Стојковски и Скендеровиќ погодок постигне и Ени Сисаки. Доста промени во нашиот кадар. Значи, два-тројца играчи што ни беа повредени претходно. Немавме успех. Се надеваме на победа. Значи, мобилизирани сме. Колега, значи, чекаме да оствариме тоа што очекуваме. Минатата сезона се сретнавме со екипата на Адмирал. Преварот го имавме до 30-та минута, меѓутоа пресудно беше кондиционата подготвеност и нашата тенка клупа. И изгубивме на крај. Ова година се надевам нема да ја повториме истата грешка. Ќе влеземе максимално ангажирани уште од самиот почеток и се надеваме на Евролинк со отворени напаѓачки фудбал успеа да дојде до победа над Адмирал во третиот надпревар. Екипите на Евролинк и Адмирал го започнаа првото полувреме играјќи крајно отворен фудбал, а главниот акцент во играта беше ставен на нападот. И на двете страни напаѓачите изобилуваа со атрактивни потези, преку кои се доаѓаше до изгледни шанси за гол. Евролинк имаше своја вечер, па искористи поголем дел од шансите и го доби полувремето со 5:2. Во второто полувреме и двете екипи продолжија во ист ритам. Во ваков отворен фудбал Евролинк успеа да ги поврзе редовите во нападот и да стекне солидна предност за во мирна завршница да го добие овој надпревар со 8:6. Стрелци на головите за Евролинк беа Дарко Атанасовски, Раде Бакев, Ивица Стевковски, Дарко Кадински и Филип Блажевски. За Адмирал прецизни беа Горан Грковиќ, Филип Добревски, Спасе Новковски и Ненад Лазаревски. Во четвртиот надпревар ЈСП фуриозно стигна до победата над Факом. Екипата на Факом во овој дуел влезе значително ослабена, практично без замена. Во текот на целиот надпревар ЈСП ја имаше иницијативата, користејќи ги сите пукнатини во одбраната на Факом, кој пак без замена не можеше да парира на овој дуел. На полувремето ЈСП имаше висока предност од 8:0. Со ова игра ЈСП продолжи во второто полувреме, за да на крајот слави над Факом со високи 12:2. Стрелци на головите за Факом беа Бојан Симоновиќ и Бојан Јовановски, додека за ЈСП прецизно стрелаа Велко Серафимовски, Љупчо Павловиќ, Сашо Ѓорѓиев, Дејан Блажевски и Томи Петковски.
Во петтиот надпревар Систина пронеде лек за борбениот гранит. Дуелот помеѓу овие две екипи беше отворен уште во првите минути со голот на Игор Ѓорѓиевски, кој во втората минута ја доведе Систина до водство од 1:0. Во првото полувреме иницијативата беше на страната на Систина, која успеваше да пронеде простор во одбраната на Гранит и да го добие полувремето со 5:1. Во вториот дел екипата на Гранит ги консолидираше своите редови и преку одличен организиран напад го намали резултатот на 5:2. Во последните минути Систина повторно го скрши отпорот на Гранит и преку Игор Ѓорѓиевски и Горан Манов го зголеми водството за конечни 7:2. Погодоците за победничкиот тим ги постигна Игор Ѓорѓиевски, Кристијан Димковски, Ѓорѓи Иванов и Горан Манов, додека за Гранит погодија Пепи Мицев и Семир Прентиќ. Екипите на Лукойл и Рамстор одиграа вистинско дерби, а првите стигнаа до победата. Уште на самиот старт од првото полувреме и двете екипи го користеа голманот како играч кој се обидуваше да им создаде човек плюс во нападот. Во ваквата идентична поставеност, екипата на Лукойл успеа да го искористи вишокот играч и преку Дејан Зиков да дојде до предност од 1:0. Екипата на Рамстор промаши неколку отворени шутеви кон голот, па Лукойл полувремето го доби со минимален резултат од 1:0. Во второто полувреме Рамстор имаше играч плюс, но не успеа да го искористи тоа. Но по само неколку минути тоа му појде од рака на Лукойл, кој се најде во иста ситуација и дојде до водство од 2:0. Лукойл продолжи во ист ритм, зголемувајќи го водството во финишот на преварот на конечни 3:0. Стрелци на головите за Лукойл беа Дејан Зиков, Жарко Климкаров и Љупчо Апостоловски. Во седмиот надпревар, Македонски Телеком во неизвестна завршница успеа да дојде до победа над Фабрика Карпош. Резултатот помеѓу овие две екипи го отвори Љупчо Петрушевски во третата минута. Тој донесе водство на екипата на Фабрика Карпош од 1:0, но искуството кое беше на страната на Македонски Телеком дојде до целосен израз. Па овој тим направи целосен пресврт и успеа да го добие првото полувреме со резултат од 4:2. Во второто полувреме и покрај одличната игра на Македонски Телеком, Фабрика Карпош успеа да приреди драматична завршница, изненадувајќи го Македонски Телеком пред се со одлична реализација во нападот. За ова незаслужен беше Александар Божиков, кој постигна 3 гола, но времето беше на страната на Македонски Телеком, кој го доби овој надпревар со конечен резултат од 6:5. Погодоците за Македонски Телеком ги постигнаа Ивица Велјановски, Агрон Пацоли, Михајло Лазаревски и Душко Симоновски, додека за Фабрика Карпош успешни пред голот беа Љупчо Петрушевски, Игор Николовски и Александар Божиков. Во предпоследниот осми надпревар од ова коло, Елем ги искористи исклучувањата кај One Bip и стигна до победа. One Bip во дуелот со Елем одлично го отвори надпреварот, постигнувајќи гол во раната фаза преку Антонио Апостоловски. Екипата на Елем успеа да ги консолидира своите редови и да заигра фокусирано во нападот, што пак ја возможи шансите кои ги имаше да ги претвори во гол, па на полувремето стекна предност од 3:1. Во второто полувреме Елем играше со голман играч и успеа да го изненади One Bip и да стигне до високо водство. Мора да се напомене дека One Bip во 2 наврати остана со играч помалку, што беше максимално искористено од страна на екипата на Елем, која го доби овој надпревар со 7:2. Стрелци на головите за Елем беа Антонио Ничевски, Димче Димитриевски, Павле Маđовски, Ристо Стефановски и Владко Петровски. Во екипата на One Bip погодоците ги постигнаа Бобан Несторовски и Антонио Апостоловски. Во последниот надпревар од ова коло, дебютантите во бизнис лигата на Македонија, Окта и Раде Кончар одиграа крајно израмнет надпревар полн со возбуда. Во текот на целиот надпревар и двете екипи водеа крајно израмната борба, не дозволувајќи му на противникот резултатски да се одлепи, што може да се забележи од резултат кој на полувремето гласеше 2:2. Во ист ритм се продолжи во второто полувреме, кога и на двете страни екипите успеа да постигнат уште по еден погодок и на крајот со резултат 3:3 да ги поделат бодовите. Стрелци на головите за Окта беа Драганче Стојановски и Драганчо Ѓорѓиевски, додека за Раде Кончар погодија Маријан Баждаров и Сашо Трчевски. Во петото коло, како дел од недобрите 5 играчи беа избрани Сашо Ѓорѓиев од ЈСП, Коста Глигуровски од Саво Осигурување, Ивица Велјановски од Македонски Телеком, Антонио Ничевски од Елем и Живко Стојковски од Трансмет. Голман на колото е Маријан Цветковски од Лукойл. Тренер на колото е Петре Великденов од Македонски Телеком, додека екипа на колото е Систина. All-round играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите соиграчи кога беше непотребно и допринесоа за подигање на моралот во екипата во ова коло беа Александар Божиков од Фабрика Карпош, Данило Апостоловски од Саво Осигурување, Велко Серафимовски од ЈСП, Драганче Стојановски од Окта и Маријан Баждаров од Раде Кончар. Најдобри стрелци после петото коло се Александар Божиков од Фабрика Карпош со 12 гола, Коста Глигуровски од Саво Осигурување има 11 гола, Бобан Велјановски од Трансмет има 8 гола, колку што има и Ивица Стевковски од Евролинк.